Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Да ја видиме кратката најава за најновите содржини во дневникот. Во општата болница во Охрид се воведуваат ендоскопски диагностички методологии со што пациентите ги заштетат и време и пари. Охриѓани засадија дрвца за поздрава иднина. По СДСМ денес и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на пресконференција на тема кој колку направил за образованието во Охрид. Децата не ги заборавија старите лица. Падна владата на Латвија поради трагедијата во Рига. Започнуваме со временската прогноза. Гледајте не. Денес во Охрид времето умерено облачно со сончеви периоди и максимална дневна температура од 4 степени Целзиусови. Измерен беше воздушен притисок од 1007 хектопаскали, а дуваше и умерен југозападен ветер. Во четврток во поголемиот дел од Европа времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Врнежи од дожд ќе има на места на Пиренејскиот полуостров и Централна Европа. Врнежи од снег ќе има на планините во Централна Европа и во Источна. Максималните температури од 2 степени во Берн до 16 степени во Атина. Утре на Балканот времето претежно сончево со локална облачност и студено. Дневните температури на полуостровот ќе се движат од 1 до 10 степени. Во Македонија во четврток по студеното и на места магловито утро. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и студено. Утринските температури од -8 до 0, а дневните ќе се движат од 0 до 7 степени Целзиусови. Утре во Скопје по студеното утро. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и студено. Утринската температура во главниот град -4, а дневната ќе достигне до 5 степен Целзиусов. Во Охрид во четврток по студеното утро. Во текот на денот не очекува претежно сончево време со локална облачност и студено. Утринската температура -4, а дневната температура во нашиот град ќе го достигне 3 степен Целзиусов. Во петок не очекува умерено облачно време со многу ниски утрински температури, додека во петок и сабота повторно подгответе се за врнежи од дожд. Органски препарат од матичен лечи багремов мед, висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца, регулирање на нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желе Ројал Био. Зегин, ваша семејна аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Македонска пошта. За секој миг од животот. Отворена врата на секаде. Врвна понуда од Гир Рик. Аголна гарнитура Лили со димензии 240 на 150 см и цена од 17.470 денари. ТВ витрина Јана со димензија 225 см и цена од 12.418 денари.
Внесете свежина во вашиот дом. Деталите ќе го направат уште поубав. Салон за мебел Гирик. Брендот на македонската пекарска индустрија Алмико во своите продавници во Вевчани, Охрид и Струга. На вашата трпеза носи повеќе од 100 производи направени од рацете на искусните вевчански пекари. А производот е надалеку познатиот бурек. Одличен вкус и квалитет. Млечен ресторан Алмико. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести, јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Гастроскопија, колоноскопија, ректоскопија и бронхоскопија наскоро ќе се прават во општата болница во Охрид. Со тоа пациентите ќе заштедат драгоцено време и пари. Се прават напори и за да се купи мамограф кој е неопходен за рано откривање на ракот на дојка. Во општата болница во Охрид ќе се развиваат ендоскопски диагностички методи. Со тоа ќе им се овозможи на пациентите да прават гастроскопија, колоноскопија, ректоскопија и бронхоскопија овде, а не да патуваат во Скопје како досега, вели директорот доктор Љубен Арнаудов. Едниот колега веќе се вратиот до едукација, беше 6 месеци во Скопје, другиот малце го повлековме ради зголемениот обим на работа во летниот период. Сега ќе опратиме пак да ја доврши до едукацијата, така да тој да го заокружиме и да почне тој да работи. Арнаудов кажува дека со програмата за 2014 им е предвидена набавка на мамограф. Овој многу важен апарат за рано откривање на ракот на дојката го нема ниту во Охрид, ниту во Струга. Има само еден во Вевчани, но и тоа е застарен, објаснува директорот. Некоја акција покренавме и со Евана да добиеме некоја донација, така да тука преземаме некои мерки и се надевам дека во 2014 година тој апарат ќе го добиеме и така да веќе и во тој поглед пациентките бидат згрижени. Сите овие напори се прават, вели Арнаудов, за полесно и побрзо да се воспостави диагноза, па пациентот да не губи драгоцено време. Најавените методи во Охридската болница ќе почнат да се преминуваат од 2014 година. Охриѓани засадија дрвца за здрава иднина. Професори, ученици, представници од јавни предпријатија и граѓани зедоа учество во 12-тата поред акција Ден на дрвото. Денес се садеше во Горно Лакочере и во близина на манастирот Свети Спас. Охриѓани денес ја засадија својата здрава иднина. Поголем број на граѓани, представници од јавни предпријатија, професори и ученици денес го збогатија и облагородија местото викано Мазатар во Горно Лакочере, во непосредна близина на прекрасниот манастир Свети Спас. Денеска садиме на место викано црква манастир Свети Спас на површина од околу 3 хектари со дуглазија, кедар и албисија. Овие услови се добри, сега моментално одговараат, има влага, не е проблем никаков за прифаќање на садниците. На Мазатар садеше и државниот секретар од Министерството за одбрана Сашо Стефановски, кој рече дека се трудат секоја година оваа акција да станува што е можно помасовна. Вчера имавме
можност да го видиме и првиот снег. Се надевам дека од она што ми го кажа стручните лица, дека почвата е погодна и спремна за ова 12-та поред акција Ден на дрвото. Се разбира, преминува во традиција, која што се надевам дека и помладите генерации ќе следат во иднина, затоа што ова што го правиме е влог во нашата поздрава иднина. Се разбира, земја со убава природа, бујна вегетација, е земја која што е поубаво место за живење за своите граѓани. Кон акцијата се приклучи и советникот во Советот на општина Охрид Ангел Јанев. Јас засадив 15 на 20 во овој период додека сум овде. Ја поздравувам оваа акција. Им посакувам не само на Охриѓани, него и на цела Македонија постојано да се движи, бидејќи ова не да е редок пример на ваква акција во светот, туку мислам дека е еден од единствените примери државата да се грижи за пошумување на голите врлите низ Република Македонија. Значи ова акција, многу акции ги повикам и Охриѓани, значи сега и напролет и секогаш кој ќе има вакви акции да се придружат. Инаку во денешниот Ден на дрвото, свој придонес дадоа и десетина полициски службеници од секторот за внатрешни работи од Охрид, засадувајќи садници на локалитетот Мазатар. Во Горно Лакочереј со акцијата Засади здравје, засади здрава иднина се засадија околу 7000 садници, додека на територијата на целата држава, на површина од 1150 хектари, предвидено е да бидат засадени вкупно 5 милиони садници. 8 кандидатури ги исполнија условите по конкурсот за доделување на повелба патрон на градот Свети Климент Охридски, констатира Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија при Советот на општина Охрид, составена од советниците Дејан Пановски председател, Јованка Точко, Оливија Пирузева Јанева, Александар Калачовски и Коста Трифуновски. Кандидатите за овогодинешната повелба се Миланка Новеска за промоција на Охрид низ соло на стапите во Македонија и на меѓународно ниво, Стефановска Славица за хуманитарна активност во Здруженијето за глуви и наглуви лица, Ленче Шиковска Башовска за негувањето на традиционалните вредности во Охрид, Армин Мохар, стопанственик, Стојан Стојановски за објавените фотографии од Охрид на светските медиуми, акцијашкиот клуб Брег на младоста за негување на акцијаштвото, Пековска Виолета за стручна дејност во образовната сфера, Петар Голабовски за промоција на Охрид преку боречките вештини аикидо. Од Комисијата велат, јавното објавување на имињата на кандидатите е начин на изразување почит и поттик кон секој од кандидираните за нивниот придонес во афирмацијата и развојот на Охрид и за промовирање на позитивните вредности на градот. СДСМ не може да зборува за образованието, бидејќи никогаш не презело мерки за подобрување на состојбите во таа сфера, обвинија денес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Сашо Донев истакна дека СДСМ забрзано го достигнал врвот на политичките интриги, небулози, обвинувања и лаги со цел да се амнестира од својата убедливо најпогубна политичка, некогаш спроведена во Охрид. Страшни долгови, блокирани сметки во образованието. Тоа е епилогот од владењето на СДСМ до април 2013 година, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Сашо Донев од редовите на владеачката партија нагласи дека граѓаните како податок мора да знаат дека во месец април, во моментот кога градоначалникот Никола Бакрачевски ја презеде функцијата, блокираните сметки на училиштата во Охрид по основ направени долгови изнесува над 10 милиони денари. Деновиве, сметката на основното училиште Гливор Парличев е блокирана за дополнителни 9 милиони денари како резултат на неплатени обврски направени во текот на 2011 и 2012 година. Вкупните долгови кои ги имаат основните и средните училишта во април 2013 година ја надминуваат цифрата од неверојатни и фрапантни 80 милиони денари. Во сумата не влегуваат оние средства кои по основ на плата им се должат на времено ангажираните лица во образованието и техничките лица во училиштата. Донев имаше забелешка и за средствата на блок дотациите, кои според него не биле искористени за вистинската намена, односно дека од нив профитирала фирма блиска до СДСМ. Па од тука јавно побара одговор од советничките на СДСМ Оливија Јанева Пирузева и Жаклина Лазареска, каква била нивната улога во тоа време. Замислете, месечен училишен превоз по дете на релација Охрид-Велмеј се наплаќал по 9000 денари.
Охрид Белчишта по 8.000 денари, а Охрид Ресен, повнимавајте, 11.000 денари или за 4 пати поскапо од месечен билет на редовните линии. Повторувам, еден месечен автобилет за еден ученик за Охрид Велмед се наплаќал за 9.000 денари, а за Ресен дури 11.000 денари. Каде завршувале вишок средства? Чии джепови се полнеле? Каква била улогата на сегашните советници и советнички од СДСМ во Општинскиот совет? Најголем дел од средствата за нафта за грејење, наместо за затоплување на објектите каде што учат учениците, се употребувала за автомобилите и автобусите во кои луѓето под закани тортури секојдневно се носеа на протести и митинзи низ државата, реализирајќи насилната политика на СДСМ. На денешната пресконференција Донев кажа што се градоначалникот Бакрачевски направил во образованието во периодот април-ноември, односно дека трансферирал над 15 милиони денари, од кои средства се одблокирале сметките, се намалили долговите и средства кои биле употребени за инвестициски активности. Исто така укажа дека локалната самоуправа предводена од градоначалникот Бакрачевски и ВМРО ДПМНЕ има стратегија која ја спроведува, а чија главна цел е подобрување на условите во училиштата и во наставно-образовниот процес. Четворица охриѓани дел од криминална група која се занимавала со незаконска трговија со железо и метални производи. 7 од 14 членови на групата се приведени во денешната полициска акција Отпад и предадени на истражен судија при Основен суд Скопје 1, а по останатите се трага. Криминалната група, според информација од МВР, подолг период и нанесувала двојна штета на државата, и тоа од финансиски аспект преку затајување даноци, од аспект на стимулирање на незаконската трговија со железо и метални производи, односно поттикнување на зачестени кражби на метал. До основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција Скопје поднесена е кривична пријава против 14 физички лица, меѓу кои и четворица охриѓани. Криминалната група, според МВР, е формирана во 2010 година од страна на четворица од осомничените со формирање на правното лице Николчев Груп, преку кое започнале со вршење на даночното затајување. Криминалната група затаила ДДВ во вкупен износ од над 54 милиони денари и персонален данок во износ од околу 20 милиони денари, односно по двете основи оштетиле државата во вкупен износ од околу 75 милиони денари. Децата не ги заборавија највозрасните. Учениците во Основното училиште Христо Узунов го посетија геријатриското одделение при Општата болница во Охрид. Персоналот на геријатриското одделение изрази благодарност за оваа посета, а директорот на болницата доктор Љубен Арнаудов рече дека треба да се стремиме да создадеме услови за згрижување на старите лица кои ќе одговараат на европските стандарди, бидејќи тие го заслужуваат. Најмладите и највозрастните денес се дружеа преку песна и рецитал. Дечињата од четврто одделение, кои се ученици во Основното училиште Христо Узунов, го посетија геријатриското одделение при Општата болница во Охрид и на неговите пациенти им поделија пакетчиња со овошје и сокови, но им приредија и убава програма од која на старите лица им навреа солзи во очите. Тие беа воодушевени затоа што во нивното секојдневно сивило блесна зрак кој го донесоа децата. Директорот на училиштето Тони Симоновски вели дека идејата за оваа посета дошла од тоа што оваа недела е светска недела на стари изнемоштени лица, а нивното училиште се залага за хуманост и почит токму кон оваа популација на граѓани. Оваа акција имаше еден едукативен карактер, токму тоа значи да проработи хуманата свест кај најмладите, кој што се надевам дека ова дружење со денешното дружење со повозрастните лица ќе им остави впечаток за цел живот и тоа ќе го применуваат значи на кај другите другарчиња, кај другите генерации понатака, секако дека има огромен едукативен придонес кон развојот на една здрава и хумана личност. Персоналот на геријатриското одделение изрази благодарност за оваа посета која не е единствена. Оттаму вела дека хуманитарни организации, невладини организации па и поединци постојано им приредуваат вакви изненадувања. Тие додаваат дека се радуваат кога нивните штитеници се среќни и прават вонредни напори да им го подобрат нивниот престој. Мислам дека тие што се сместени кај
кај нас се задоволни затоа што имаме перфектен менеджмент, персонал, така да соработката било со домашните, било со пациентите, било со нас, ние на едно високо ниво и грижата е апсолутно на високо ниво, со тоа што гледаме до максимум да ги задоволиме нивните потреби, како и потребите на домашните, кои што навистина не удостојуваат со тоа да ги доверат нивните баби и дедовци кај нас, значи веруваат во нас. Лазар Стојчевски, кој веќе 20 години работи на ова оделение, вели дека неретко му се случува да го преплават емоции при извршувањето на неговите работни задачи, но додава дека си ја сака работата. Не осеќаме зашто тука сме веќе околу 21 година како што постои тука гериатриското оделение во општата болница во Охрид и навикнати сме на таа работа и не осеќаме голема тежина да се работи со старите лица. Директорот на општата болница доктор Љубен Арнаудов ги поздрави ваквите посети на старите лица, но рече дека мора сите заедно да поработиме на решавањето на просторниот проблем. Како што кажа, на ова оделение моментално има 31 кревет и сите се исполнети, а Охрид има потреба барем за 100 легла. Ние се превзедовме да во нашите можности да го адаптираме, да го средиме оделението. Со Министерството сме во преговори за доградување на оделението, али верувајте дека во кризна состојба и туку ни се можностите. Јас би сакал да пратам апел до сите добронамерни охриѓани, секој на свој начин, ако може да помогне. Арнаудов рече дека треба да се стремиме да создадеме услови кои ќе одговарат на европските стандарди, бидејќи старите лица го заслужуваат тоа. На крајот на локалниот дел уште најава за вечерашното издание на емисијата Печат. Денешната тема на Печат е режимот на исхрана. Со мојата гостинка, која долго време е посветена на правилната исхрана, ќе разговараме за тоа какви намирници бираме. Каде грешиме? Дали е проблемот во лошите продукти или во лошите навики? Останете со нас. Да видиме сега кои беа најактуелните вести од светот. Премиерот на Латвија Валдис Домбровскис денеска поднесе оставка по уривањето на покрив на трговски центар во главниот град на државата Рига. Трагедијата се случи минатата недела во четвртокот вечерта кога се урна покривот и еден од зидовите од трговскиот центар Максима, а подоцна се урна уште еден зид. Летонската спасувачка служба соопшти дека во несреќата загинале 54 лица, меѓу кои тројца пожарникари, а најмалку 40 други беа повредени. Додека демонстрантите во Украина помина уште една ноќ на улиците протестирајќи во знак на поддршка на европската иднина на својата земја, председателот Виктор Јануковиќ понудата на европските партнери ја нарече понижувачка. Јануковиќ во обраќањето на националната телевизија изјавил: "Не сме мали деца, не можете да не купите со бомбони." Според него за примената на стандардите на Европската унија во неговата земја ќе бидат потребни до крајот на 2017 година околу 160 милијарди долари. Договорот за стабилизација и асоциација со Европската унија не значи влез на Украина во составот на унијата, рекол тој, додавајќи дека неговата земја доколку влезе во тој аранжман нема да може да ги користи и европските фондови. Конзервативниот блок на германската канцеларка Ангела Меркел и социјалдемократите по 17-часовни напнати преговори конечно постигнаа договор за состав на коалициска влада. Лидерите на Демохристијанската унија и коалицискиот партнер Социјал-христијанската унија и Германската социјалдемократска партија деталите од договорот околу конечната распределба на функциите во новата влада ќе ги објават околу католички Божик. Процесот на формирање влада се одолговлечи цели 2 месеци по изборите во Германија што ги доби Ангела Меркел и ги закочи реформите во банкарскиот сектор во Европската унија. Книгата со псалми Беј, првата книга печатена во Америка, продадена е на аукција во Њујорк за 14,2 милиони долари, што е најголема цена кога и да е платена на аукција за печатена книга, соопшти аукцијската куќа Сотби. Идентитетот на купувачот не е соопштен. Книгата со псалми Беј ја напишале аџиите 20 години откако основале колонија во Плимут, Масачусетс. Денес на светот постојат само 11 примероци од оваа книга со псалми. Заврши првиот информативен блок на ТВМ, вториот е во 22. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.